вторник, 8 јули, кратки вести во 12 часот. 40 организации од цела Европа бараат да се усвои нацрт одлуката за впишување на Охридскиот регион во листата на светски наследства во опасност, имајќи го предвид степенот на досегашната деструкција, итната потреба за реставрација на природните и културните вредности на подрачјето, се уште нереализираните планови и проекти и реалната опасност за неповратно губење на интегритетот и автентичноста. Во седиштето на УНЕСКО во Париз во тек е 47-та сесија на Комитетот за светско наследство. Во следните неколку дена Комитетот по трет пат ќе гласа дали Охридскиот регион, нашето единствено природно и културно светско наследство, ќе биде впишан во листата на светски наследства во опасност. Игуменот Георги, избран за иден митрополит на Дебарско-Кичевската епархија, стана архимандрит, а чинот на ракополагање го изврши архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Наречението на новоизбраниот митрополит ќе се изврши на Петровден оваа сабота во храмот Свети Климент Охридски и Пантелемон на Плаошник. Епископската хиротонија и интронизација за митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши во недела на Павловден во соборниот храм на Охридските архиепископи Света Софија. Ахмед Фазли од Охрид има само 19 години и заедно можеме да му дадеме шанса да се избори со леукемијата. Со навремена терапија, вистинска поддршка и наша помош, шансите за победа се реални. На социјалните мрежи започна кампања за собирање средства за неговото лекување, специјализирани медицински третмани, престој во болница и придружни трошоци и терапии по лекувањето. Донации може да се уплаќаат на трансакцијската сметка отворена во НЛБ Тутунска банка на име Јунел Фазли. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дува слаб до умерен југозападен ветер, максималната температура во Охрид до 33 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.